Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Синоќа започна 11-тото издание на филмскиот фестивал Watch Out во Тетово. Тетовчани на отворено ќе можат да погледнат 34 филма од различни земји. Со Твининг проект ќе се работи на зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на европското законодавство од областа на индустриското загадување. Откриени повеќе прекршоци при вчерашната сообраќајна контрола во Тетовско-гостеварскиот регион. Синоќа започна 11-тото издание на филмскиот фестивал Watch Out во Тетово. Тетовчани на отворено ќе можат да погледнат 34 филма од различни земји, а меѓу нив и победниците. Во рамки на овој фестивал се одржуваат и работилници за филм, култура и активизам. Тетово е домаќин на 11-тото издание на филмскиот фестивал Watch Out во организација на Центарот Лоја. Ова издание има богата програма на филмови и работилници од меѓународно признати филмски режисери, продуценти, автори и артисти. Филмските проекции се одржуваат на отворено во дворот на музеот во населбата Два Бреста. Во програмата се 34 филма, а се пријавиле 850 од 85 земји. Тетово, ако гледате, нема многу со што ќе се гордее, нема многу со што ќе стане дестинација за туризам или дестинација за посета. Watch Out е почеток да Тетово стане белег на дестинација за тие кои не идат само да проаѓат преку Тетово, туку и да гледат нешто како што е Watch Out. На отварањето на филмскиот фестивал присуствува и германската амбасадорка и директорката на Гете институтот кој го поддржува овој настан. Драго ми е што денес го славам со вас отварањето на Watch Out фестивалот во Тетово, 11-то издание, што значи дека е многу значајно за градот. Мислам дека културата многу значи за народот во секоја држава. Сезоната на фестивали почнува секаде во Европа деновиве, ајде сите да ја славиме културата заедно. Многу е важно да се поддржуваат ваквите настани и затоа ние го правиме тоа. Многу сум задоволна што сме присутни на 11-тото издание на фестивалот кој стана познат благодарение на овој прекрасен тим. Го гледаме и ова вечерва и драго ми е што се негува интернационалноста на овој фестивал. Може да гледаме филмови од секој дел од светот, што го прави фестивалот уникатен. Ова издание на Watch Out филмскиот фестивал има за цел да го врати гласот на активизмот преку уметноста во јавниот простор. Со филмови од целиот свет ќе се прикаже разновидноста на киното и неговата убавина. Изданието на овој фестивал е во духот на активизмот, за да ја охрабри борбата за правата и зачувување на јавниот простор и општествата. Се повеќе и повеќе филмските фестивали не се само класични ревии на филмови, туку преку своите културни политики сакаат да пренесат разни пораки. Имате поголеми фестивали кои ни самата програма го кажува тоа при мислам со самото селектирање на филмови, а од друга страна имате фестивали кои во самата своја структура, во самата црж на идејата на фестивалите се залагаат за одредени идеи. И се чини дека посебно овакви турбулентни региони поангажираните не само филмски фестивали, него ангажираните уметнички манифестации се потребни, бидејќи уметноста е одличен медиум преку која може да се пратат битни општествени пораки. Ова работилница е малку позанаетска, речеме. Младите учесници ќе имаат можност малку да чујат по-теориски, односно нели да чујат дистилирани информации за тоа што е сториборд и за што служи, а во поголемиот дел од работилницата ќе пробаме да работиме на сториборд за да многу по
јасно низ практична работа научат што е сторибордот и како тој се преминува во долгиот процес на изработка на филм. Во категоријата документарен филм стручното жири за победник го прогласи филмот Познат странец од Адишни Матјаланган од Сингапур. Кај експерименталните филмови победи Ние сме земјата од Зое Росе од Франција и во категорија кратки филмови победник е Чисто и добро осветлено место од авторот Нелсон Урданета од Аргентина, односно Венецуела. Премиерот Димитар Ковачевски денес изјави дека ВМРО-ДПМН треба да остане на искажаниот став во однос на уставните измени, да се работи на ниво на работните групи и да се договорат деталите, потенцирајќи дека со внесувањето на бугарите во преамбулата на уставот паѓа во вода тезата за еден народ во две држави. Сега останува ВМРО-ДПМН да остане прво на ставот искажан и потоа да се седне на ниво на работни групи, ние веќе имаме формирано, и тука да се договорат деталите, бидејќи знаете имаше различни модалитети кога би се направила владата, гласањето, меѓутоа мислам дека се тоа е надмидливо со цел да обезбедиме европска еднина на граѓаните, бидејќи граѓаните тоа го очекуваат и тоа го сакаат. Нашите граѓани сакаат да живеат во Европска унија. Тоа се потврдува и по тоа дека младите одат да живеат и да работат во земји членки на Европска унија. Тие не одат да живеат и да работат во земји што не се членки на Европска унија. Сите кои што одат, ваши пријатели, комши и така натаму, мои пријатели и комши, сакаат во Европска унија. Така да, тоа ние треба да го направиме политичарите за граѓаните, не е ова борба за собирање на ситни политички поени. Знаете, ние долго време, 20 години, гледавме водење на политика за собирање на дневни политички поени и правење рейтинзи од избори до избори. И што добивме? Добивме 20 изгубени генерации, кои што одат да работат во странство, зимаат пасоши на други држави за да можат полесно да се снајдат. Па тоа ли е? И што ќе им одговориме на тие генерации? Што да им одговорат? Тие што тогаш не ги носеле одлуките. Па потоа објаснуваат, ама после тоа објаснуваат како не можеле да се донесат одлуките, зошто не можеле да се донесат одлуките. Се потврди дека може да се донесат одлуките. Ако оној бесмислен спор со Грција се решеше пред 25 години, ние ќе бевме пред 20 години и земја членка на НАТО, и земја членка на Европска унија заедно со Хрватска. Ние тргнавме пред Хрватска. А сега Хрватска има и Шенген, има и евро. А ние уште расправаме дали некој заради своја лична политичка кариера ќе донесе одлука, која што одлука зависи еднината на државата, која што одлука не задира во никакви идентитетски прашања. Таа одлука прв пат ќе внесе бугарски дел од народ во нашиот устав. Тоа знаете што значи? Дека паѓа веќе во вода тезата еден народ во две држави. Тоа значи. Вице-премиерот за европски прашања денеска одговарајќи на новинарски прашања за тоа дали навреме ќе се стигнат роковите за донесување на уставните измени, рече дека неговите очекувања се владата да процени кога е најдобар момент за да ја пушти иницијативата во собрание. Видете, ние рековме повеќе пати дека би сакале во текот на летото да ги испратиме амандманите во собранието. Крајниот рок за завршување на комплетната процедура знаеме дека е крајот на ноември, така што сите денови што почетниот крајен рок би требало да биде летото, значи најдосна во текот на месец јули да ги испратиме доколку сакаме да стигнеме во ноември со сите рокови. Има не само тоа, има секако можност за политички процес на кој што сакаме да профункционира и апелираме секој ден до опозицијата да го обновиме и да го продолжиме диалогот. Од друга страна, мислам дека сакаме да го дополниме и зацврстиме и образложението на иницијативата, кое што беше навистина добро составено од работната група, но владата ќе стави дополнителни аргументи околу процесот на преговори со ЕУ и околу значењето на иницијативата во процесот на преговори со ЕУ и ќе ја доставиме до собранието. Ние имавме јасен став од опозицијата дека тие во принцип не се против внесување на бугарите на уставот, но под одредени услови. Ние ги повикуваме да разговараме за условите, за услови кои што се реални и кои што можеме да ги направиме. И тука навистина сме подготвени да бидеме и отворени и великодушни. Не секако за оние услови кои што се нереални и кои што се надвор од моќта на Северна Македонија, на нашите институции и на нашите политички фактори. Така што се надевам дека ќе преовлада разум кај опозицијата, ние ќе продолжиме да се обраќаме и до водството на опозицијата, и до пратеничката група, и до секој пратеник.
Со твининг проект со поддршка на Европската Унија и експерти од Грција ќе се работи на зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на европското законодавство од областа на индустриското загадување. Зајакнување на капацитетите на Министерството, но секако и на локалната самоуправа во делот на издавањето на интегрираните еколошки дозволи. Она што ни е битно е секако да продолжиме со процесот на подобрување на националното законодавство во делот на индустриското загадување, но и да ги зајакнеме капацитетите како би можеле да имаме што подобри интегрирани дозволи за нашиот партнер секако во процесот индустријата, за да можат соодветно да ги исполнат стандардите од областа на животната средина. The European Union has engaged in financing this project with a volume of 1 million euros. Европската Унија се одлучи да го финансира овој проект пред се затоа што сака да ја подобри ситуацијата во земјата, посебно во оваа област, бидејќи има многу проблеми во однос на областа на индустриско загадување и проблеми во однос на недостатокот на третман на таквото загадување. Успехот на проектот ќе зависи од резултатите кои што ќе бидат постигнати со овој проект и од начинот на кој што ќе се спроведат соодветните мерки. This is a very important project, the twinning project where Ова представува навистина многу важен проект за нас, за нашите две земји, затоа што на преку овој проект имаме можност да ги споделиме сите наши заеднички практики и заедничко искуство и ќе имаме можност исто така да обезбедиме помош во однос на приближувањето и транспонирањето на и согласувањето со европското законодавство. Во нашата земја, Министерството за животна средина има важна улога и нашиот центар исто така, бидејќи индустријското загадување е област која што е многу важна за сите, за нас, меѓутоа и за сите земји во Европска унија, а посебно за нашите земји затоа што ние сме секако соседни земји. This is a directive on Како што знаете, оваа директива за индустријски емисии представува директива која што се фокусира на загадувањето од индустриите, односно на сите оператори кои што работат во индустријата. Знаеме дека индустријата е еден од значителните загадувачи на животната средина, пред се не е таа единствен, меѓутоа еден од најголемите и најзначајните, така што фокусот на оваа директива е токму на индустријското загадување. Во минатите години се бележи значително подобрување во оваа насока. Целта на овој проект е да се согласи законската регулатива на Република Северна Македонија со барањата и условите кои што се наведени во директивата за индустријски емисии и воедно да му се помогне на Министерството за животна средина и просторно планирање да ги зајакне своите капацитети во однос на издавањето дозволи и во однос на спроведувањето на оценката за влијание врз животната средина. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на СВР Тетово. 45 годишен тетовец вчера вечер во 21 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека 2 часа пред тоа на улица Ѓоце Стојчевски во Тетово бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 36 годишен тетовец вчера во 12 часот и 55 минути во СВР Тетово пријавил дека при извршување работи на неговата нива во место викано Кале пронашол кородирана рачна бомба. Извршен бил увид, а бомбата била подигната од представник на Дирекцијата за заштита и спасување, кој констатирал дека се работи за рачна бомба најверојатно од кинеско производство. Ноќеска 15 минути по полноќ, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 32 годишник од Гостиварски Градец при претрес во угостителски објекти помошни простории во ова село, кои ги користел, извршен со судска наредба, била пронајдена и одземена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска околу 3 часот полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, на улица Живко Брајковски во Гостивар, пронашле бела прашкаста материја, подоцна во врска со настанот. Во полициската станица Гостивар на службен разговор било повикано 56 годишно лице од Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 15 часот и 10 минути во СВР Тетово било пријавено дека во семејната куќа во Гостиварско Дебреше
бил пронајден починат 53 годишник. Смрт без траги на насилство, констатирал лекар од итната медицинска помош. Извршен бил увид, а по наредба на јавниот обвинител над телото била извршена обдукција. Вчера во 13 часот 60 годишник од Република Турција во СВР Тетово пријавил дека во март годинава тој и уште 26 други лица, исто така од Турција, биле повикани од април да почнат да извршуваат градежни работи на објекти на гостиварското подрачје, а дека за нивната работа редовно ќе им исплаќал ЕМ 37 годишникот гостивар. Но пред известно време ЕМ одбил да им исплати известен паричен износ и им упатил закани. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера спровеле акцијска контрола на возила пред се за нивна техничка исправност и користење на фолии, при која биле откриени и санкционирани повеќе прекршоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 10 до 14 часот спровеле акцијска контрола на возила пред се на нивната техничка исправност и користење на фолии. При контролата биле откриени и санкционирани 3 технички неисправни возила, едно во Тетовско и 2 во Гостиварско, од кои 2 имале неисправни сопирачки и едно неисправни светлосни уреди. Трите неисправни возила веднаш се исклучени од сообраќај, а на возачите им биле изготвени законски предвидени поднесоци. Покрај ова, со адекватни поднесоци биле заокружени и 13 возила со непрописно затемнети стакла, како и 2 возачи кои ги управувале возилата без возачки дозволи и еден кој со себе не носел возачка дозвола, додека пак 24 возачи непрописно, односно погрешно ги паркирале нивните возила, од кои 12 биле подигнати од Тетовската пајак служба. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел навреме да се проверува техничката исправност на возилата, да не се вградуваат неатестирани фолии на стаклата и да не се седнува зад управувач без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!